Тетовските актери се представија пред публиката со изведба на драмскиот текст на Коле Чашуле Црнила. Вчера представата беше изведена во Центарот за култура Илјо Антески Смок, во режија на Андреја Ѓорѓевски. Иване, мили, те молам, биди добар, биди разумен. Вистинско е чесен збор. Го купив од еден војник на македонските полкови. Каде е младишот бе? Јас те предупредив да ме не оставаш невооружен. Методи каде? Таму кај што го испратив. Таму кај што го испратив. Станете над него и разгласете дека тој е убиецот на Ѓорчета Петров и дека вие сте му се сомазили во името на Македонија. Па мислам дека стеравме еден сосема сериозен проект. Јас како режисер и воедно и актер, протагониста во оваа драма, сакавме да проговориме и мислам дека успеавме во таа намера за македонските црнила. Впрочем и самиот наслов на театарската представа и драмата од Коле Чашуле е тој. Зборуваме за цинизмот на македонската историја и оно што се случувало низ векови, а за жал се случува и денес. Неизбежно е да се направи таква паралела, ама како што кажува главниот лик во представава господинот Луков, македонската историја знае само за предавници, за сега барем. Иако оваа порака е можеби престрашна и пежална, меѓутоа тоа е тоа. Како продуцент на Црнила, искрено сум многу задоволен од како помина вечерашната премиера. Драмата која се подготвуваше 2,5 до 3 месеци и верувам дека најде огромен интерес на тетовската публика. Македонска драма, класична македонска драма за македонските црнила, како што впрочем цело време се проявува и самиот драмски текст една таква реченица, нели, која што треба да ја ослика буквално целата македонска историја. Искрено сум многу задоволен вечерва, честитки до сите актери кои што беа дел од Црнила. Сите си одработија својата улога на високо ниво и ние се разбира со Андреја како режисерски и продуцентски тим. Се надевам дека Црнила нема да застане тука, ќе припремиме неколку нови репризи за следниот период, некое гостување во Скопје. Тоа е тоа, искрени честитки до сите, благодарност за тетовската публика која што и овој пат не потврди, не разошара, туку се појави во навистина голем број.